Постникот и големите човечки неправди. Чита Александар Станојков. Еден постник постил многу годиња во една планина и си помислил оти веќе се посветил и станал прозорлив. Слегувал набрго в поле и одел по селата да гледа по луѓето кои се прави и кои криви. Доколку време што шетал, се кривиње гледал по луѓето и голема мака му било оти така да се прават големи кривиње по луѓето и Господа си гледа се ири. Господи, Господи, лели си ти се видуваш, не гледаш ли, Господи, какви лошоти и неправиње се прават по луѓето? Молим ти се, стори се мукаат, за да немаат овие неправиње што и гледам јас. Така набрго се молел постникот на Бога и до најпосле Господ му пратил еден анđел на постникот да му докажи оти не се кривиње тие работи што и гледал, ами правиње Божи. За да му и докажи Божите правиње, да и види со очи, го зел анđело постнико и го однесол на една раскрсница кај што имало еден извор и го внесел во еден шумар да седи тоа ден скриен. И што ќе види тој ден, да му кажи на анđело, а пак анđелот ќе му го истолкува спорти Господ како што ќе му кажи. Со благодарение седнал постникот во шумаро и чекал да види некое чудо. Не би час, втасал еден патник при изворот да се напиет вода. Слегол од коњо и, наведувајќи се да се напие вода, му паднало една мушама полна со алтани без да ја усети и си јавнал коњо и си отишол по пато. По него втасал кај извор еден овчар и ја нашол мушамата и си ватил радосен настрана. По него дошол еден сиромав човек, седнал до изворот и се извоил од торбата едно парче леп и го клал во изворот да се наќисни. Одејќи коњанико, се сетил за мушамата и бодењаница дотрчал при изворот и го спојмил сиромајиот да му ја сака мушамата. Дај ми ја мушамата, бре човек, што ми ја најде. Никаква мушама не сум нашол, пријателе, му рекол сиромајиот. Тебе ти велам, дај ми ја мушамата, ти сега ќе те отепам и ќе те земам. Многу се отимал сиромајиот и дури му се колнел, ама тој не го верувал. Чунки 10 деќиќи не беше поминале од кога беше му паднала мушамата и од кога видел ти неќе да му ја дајт, изваде пиштол и го отепал на место. Го барал по пазу и по джебој, не му ја нашол и си јавнал коњата си избегал. Кога видел тоа нешто постнико, мака му паднало на таа голема неправдина спроти него. Во тоа време довтасал кај извор еден богат човек на пајтон со жената си и со 3 деца како ангели и слегле од пајтонот да се напијат вода и да се кијандисаат коњите. Кога го видел отепаниот човек, се зачудил и многу го ужалел. На тоа згора пратил измеќеров од Чивлиго негов, чунки таму близо имало едно цело село Чивлик, за да донеси некој од момците да му ископат гроб на утепаниот и да го донеси попот да го пеи и да го закопаат. Отиде измеќеро и донесе човек и поп, та го закопале и си ошле. И тоа нешто постникот го видел и на стемнување си отишол постникот на постница, многу увилен и нашален. Не би час, му дошол анđело при постникот и го прашал: Отче постниче, кажи ми, што чудо виде денеска кај извора? Што сум гледал секи ден, анđеле, и денеска видов. Кажи да чујам, што неправиње виде? Зафатил постникот да му кажуваат како му паднала мушамата, ја зел овчаро, како го отепа сиромајот со соро. Слушај, постниче, да ти кажам како ми кажа Господ за тоа чудо што си го видел. Татко му на тој што и загуби парите, бил некое време код џабашија и му ограбил на татко му од овчаро еден цел чивлик, а Господ му и даде со се мамеле на сина му, демек ако му го дава Господ на стопано. Јарно, ама му се даде на стопано, ами сиромаје што таксирата имаше да го отепа правина, му рече постникот. Тој требаше да се отипа, оти беше предател. Одеше при едни арамии да го преде и тој чорбаджија што дојде со пајтоно, тој многу набожен чорбаджија што правил безброј добриње по сиромаси. Поарно нека заѓи ни еден предател,
ошто да заедини еден набожен човек што прави со стотици добриње на сиромасите, му рекол анđелот. Еј, тоа арно, ами тој што го тепа сиромајио нема да биди во вечна, му рече постникот. Нема да биди. Чунти ќе оди на манастир и ќе се стори кауѓер и тој ќе се спаси. Ете така да знаеш, оче постниче, оти сето што ти се гледа тебе и на други луѓе неправо, на Бога му е право. Чунти нито едно влакно не паѓа од главата на човека без волјата Божја, а камоли да се прават на секаде кривиња и неправиње, као што ти се гледа тебе. Ти и секој треба да велите, нека биди волјата Божја. Тоа му рече и си отиде анđело при Бога. Уверувајќи се постникот на од анđело збороите, ништо лошо веќе не гледаше по луѓето.